Ви благодарам за поканата и за можноста што ми ја дадовте повторно последна година да се обратам пред вас и заедно да продискутираме околу одредени аспекти поврзани со процесот на нашите евроинтеграции. Подготвувајќи се за денешниот настан, покрај некои други материјали, го прочитав уште еднаш и моето обраќање пред вас од мај минатата година. Што заклучив? Дека, за жал, можам да го прочитам истиот текст и денес и ништо битно нема пропуштам. Таму каде што бевме лани, се наоѓаме и сега, без видлив и сериозен напредок. И тоа не се однесува само за Македонија, туку и за другите земји од регионот, без разлика дали ќе го нарекуваме Југоисточна Европа или Западен Балкан. Единствен исклучок може би е Албанија, за која беше донесена одлука за почеток на преговорите. Ние ги отворивме, но не ги почнавме преговорите. Како што стојат работите, тешко е да се предвиди дали и кога тоа ќе се случи. Босна и Херцеговина доби кандидатски статус, но со 14 строги услови и без можност да ги користи фондовите кои што следуваат за земја кандидат за членство. На Косово, заради избиднувањата на северот, му се закануваат дури и санкции од страна на Европската Унија и Соединетите Американски држави. Посебна приказна се Србија и Црна Гора, држави кои преговорите со Европската Унија ги почнаа пред цели 9, односно 11 години. Токму со образложение дека процесот на преговори со нив тече споро, пред 3 години Франција предложи, а останатите земји членки прифатија нова методологија за водење на преговорите. Да се подсетиме дека токму заради тоа, а не заради бугарското вето, во октомври 2019 и покрај позитивната препорака од страна на Европската комисија, Македонија не ги почна преговорите со Унијата. И што е резултатот од новата методологија? Во овие 3 години ниту Србија, ниту Црна Гора не направија ниту еден видлив, значаен чекор напред во процесот на преговорите. Со други зборови, од различни причини, за различни држави, процесот на евроинтегрирање на целиот регион или стои во место, или бележи символички напредок. Сето ова го говорам затоа што сметам дека во креирањето на нашите политики во однос на евроинтеграциите мора да го имаме во предвид и поширокиот контекст, а не се да се сведува само на проблемот со Бугарија. Фактите говорат дека интеграциите во однос на целиот регион на Западен Балкан се во застој со повремени мали исчекори. Според мене, барем во овој момент, не постои простор за некаков поголем оптимизам, ниту за наредниве неколку години. Во Европската Унија, посебно кај делот така наречените стари и највлијателни членки, се повеќе се зајакнува следниот став. Прво, реформа на Унијата, па дури потоа ново проширување. Но заокружен концепт за тоа каква реформа, на кој начин и во кој временски период ќе се спроведе, се уште не е промовиран. И уште нешто многу побитно. Било каква реформа во Унијата може да се спроведе само со едногласна поддршка од сите членки, а како што можеме да видиме, целосен консензус е тешко да се постигне дури и за помалку важни прашања од тоа каков статус ќе имаат и кои привилегии ќе ги изгубат одредени земји со тие промени. Мора да признам дека за мене се прилично нелогични и без реална подкрепа изјавите, без разлика од каде и од кого доаѓаат, дека ако сега ги отпочнеме преговорите, за 7, па дури некои се поголеми оптимисти викаат за 4 или 5 години ќе станеме полноправна членка на Унијата. Или дека војната во Украина создава нов моментум кој ќе го забрза процесот на проширување. Може би грешам, но гледајќи ја поделеноста во Унијата и колку тешко доаѓаат до единствен став во однос на битни прашања поврзани со војната, како на пример санкциите кон Русија, војната помош за Украина, начините како да се справат со енергетската и економската криза како последица од војната, се плашам дека тоа ќе го зголеми скептицизмот, а не ентузијазмот за проширување на Унијата.